Добро вечер повторно од салата македонски бранители во Берово, каде што се одигруваат четвртфиналните надпревари на работничките спортски игри. Ова е третиот надпревар за вечерва помеѓу екипите на Малешевски еснафи и приватни фирми. Ке ви доловиме дел од атмосферата и од играта и на овие две екипи. Започнува надпреварот, па да видиме како ќе одиграат овие две екипи. Досега, како што спомнавме, во полуфиналето се пласира екипите на образование и Дик Фагус. Публиката е тука како и секогаш, преполни трибини. Станува се поинтересно на овие спортски работнички игри во мал фудбал, кои се препознатливи по големата посетеност и одличната игра на екипите, и можеме да спомнеме дека во соседните градови, па и целиот исток, вакви игри се организираат само во Берово. И можеме да видиме пример за една спортска дружба на сите граѓани од Малешевијата, а посетеноста на трибините од сите населени места во Берово и соседните градови. Квалитетен тим екипата на угостители или Малешевски еснафи, кои што досега прикажа во претходните надпреварувања одлична игра, се покажа како вистински квалитетен тим кој може да дојде до финалето, па и да го освои финалето. Но тука се и момците од приватни фирми кои стигнаа еве до четврт финалето, постои кај нив квалитет. Но ништо не се знае овде. Аврамски кај топката. Ви го најавуваме така и следниот надпревар кој ќе биде последен за оваа вечер помеѓу екипите на МВР Берово и Армијата на Република Македонија, и се очекува еден цврст надпревар. Знаеме дека овие два тима на сите работнички игри досега биле добри, одличен шут на Бојчовски, но над голот. Да се навратиме на следниот надпревар, се очекува да биде жесток. Во меѓусебните дуели на Армијата и на МВР полиција од Берово. И ќе се знае кој понатаму ќе оди во полуфиналето. Толку сега за сега, ќе ви ја представиме сликата од завршетокот на овој надпревар и кој ќе биде третиот полуфиналист на работничките спортски игри. Останете на каналот на Малешнет, па доколку сакате и дојдете, на следниот надпревар ќе биде навистина жешко.